Ученици, добро дојдовте во Училница. Јас сум Билјана Илиева и денес ќе бидам ваш наставник. Денеска за овој наставен час ќе работиме наставната содржина гатанки, народни и авторски гатанки. За да го следите часот, на вас ќе ви биде потребно учебникот, тетратката и приборот. Можете да направите пауза и да се спремите за работа. Се надевам дека се спремивте, па ајде да ги прочитаме целите за денешниот работен ден. Да стекнуваме знаења за гатанки, да се оспособува да разликува видови гатанки, народни гатанки и авторски гатанки. Очекувани резултати, кога ќе завршиме, ќе научите, односно ќе знаете што се гатанки и ќе знаете да разликувате видови гатанки, народни и авторски гатанки. Па да започнеме. Што е гатанка? Гатанки се кратки творби во кои вешто е скриено вистинското значење за што станува збор и со малку досетливост и остроумност треба да погодиме за што е поимот, што треба да се одговори, да се даде точен одговор. Гатанки многу често на училиште работиме, ги читаме во учебник, ги читаме од детски списанија и секогаш побудуваат весели и интересни чувства и чувство на натпревар, за да може да се каже точниот одговор. Јас денеска, додека ќе ви читам, односно ќе ви поставувам гатанки од творештвото на Марко Цепенков. Марко Цепенков е од оние собирачи на македонското творештво кои што најдолго запишувале народни умотворби, значи народни песни, гатанки, народни приказни. Тој е еден од најзначајните собирачи на македонските народни умотворби. Сакам да напоменам да внимавате на јазикот на кој што е пишуван, дали е народен или е литературен. Па да започнеме. Значи, јас ќе читам, вие размислувате, па откриете што е и ќе видите дали точно сте погодиле. Бела погача над Герамиди висит. Што е? Месечина. Бела погача над Герамиди висит. Тоа е месечина. Герамиди, керамиди. Се смотала, се завила, над плотот се обесила. Што е тоа? Се смотала, се завила, над плот се обесила. Тоа е тиква. Да, тиква. Да е жена не е жена, да е човек не е човек, ами знај платно да ткај. Тоа е пајак. Како пајакот ја плете мрежата. Како платно да ткае. Да е човек не е човек, а со човека ти зборува. Книга. Така е. Книга, па книгата зборува. На една куќа на еден дирек, една куќа на еден дирек. Печурка. Така е, печурка. Од едно огниште цел свет се греит. Што е тоа? Сонце. Да, од едно огниште цел свет се греит. Така е. Народни гатанки. Оној кој ги измислил овие гатанки останал непознатица. Со векови се пренесувале усно меѓу народот. Овие гатанки се викаат народни гатанки. Значи не е познат авторот по народните гатанки. Понатаму. По штркот под земјата скока, по водата плива, штом дојде штркот бега како дива. Ова е гатанка од Киро Донев. Што е тоа? Жаба. Жаба, деца. Има долг и тенок врат и две рокчиња мали. Да се качиш врз неа, ќе ти требаат скали. Тоа е жирафа. Ова гатанка е од авторот Киро Донев. Значи, жирафа. По шумскиот куќен ред таа зима спие, лете талка, бара негде скриен мед, диви круши исто така. Тоа е мечка од авторот Љупчо Силјановски. Зајко чита романист, топка книга, лист по лист. И ова е од авторот Љупчо Силјановски. А тоа е Зелка. Така е.
Додека ги читавме овие гатанки, приметивте дека цело време напоменував од кој автор се. Авторот Киро Донев, Лјупчо Силјановски се детски автори, кои што многу често писатели ги имаме сретнато во текстовите во македонски учебникот, во другарчињата. Ете така, значи авторски гатанки. Овие гатанки се знае кој ги напишал. Авторските гатанки имаат автор и овие гатанки се викаат авторски гатанки. Затоа се викаат авторски гатанки, бидејќи имаат автор. Познат им е авторот. Да заклучиме, гатанки може да бидат народни гатанки и авторски гатанки. Со ова го привршуваме денешниот час. Вие сега ќе отворите на страната 164-165 и ќе дадете одговор на поставените барања. Ви благодарам на вниманието. Се надевам дека ви се допадна овој час. Следете Училница.